Ние убаво си се освеживме со производите на Стокомак и верувам дека и во овој дел ќе го задржиме вашето секако внимание со она кое што ќе го споделат нашите гости. Тука ни се фотографиите, но тука се и прашањето на кои што треба да одговорат. Па еве, ние ќе започнеме од дамата да се извлече едно прашање. Ајде. И сега останува на вас. Тоа што ќе ви остане? Како изгледа вашиот совршен викенд? Да, само да си ги одберат и оние. Нивните, Антонио, земи си. Еве. Последното остана за вас. Сега Ние така мораме си. биме спремни на сите прашања. Да, тој ти немаш гајле. Да го читам сега или после? Па после кога и дојде, да, така на ритам, а прочитай си го за да си ако нешто, да, размислиш како и што ќе треба да одговориш. Реков дека ќе нема тешки прашања. Да. И моето не е баш едноставно, меѓутоа во минатото совршен викенд било нели што повеќе се забавуваме, сега апсолутно е комплетно различна. Значи, слободното време сакам да го поминам пред се со моите две деца, 10 и 13 години, да го уживам апсолутно секој миг со нив, затоа што многу е брз животот. Генерално со пријателите кои што навистина ги сакам, за кои што немам време во текот на цела недела, колку и да сакам, и дури веќе сум во ситуација, често патувам, многу патувам, да подлажнувам. Меѓутоа тоа се бели лаги, нели, за да ги ескивирам патувањата, за да можам да си направам мите нешто за себе кое што ме прави навистина среќна. Се менуваат приоритетите во животот и не е ништо погрешно да сакаме мир, сталожено и да бидеме токму таму каде што сме несреќни. Така, со своите најблиски, кога... Ова беше брутално искрено, меѓутоа. Така, да. Кога станува зборите за децата, чекаш ли едно да завршиш школската година, малку да се веќе растереш? сум на летен распуст пред 5 дена, затоа што завршија тестове, заврши секирка ми една летен распуст, некоја summer school. Син ми веќе ги заврши оценките, така да ја славам од предидна недела, на 10 јуни официјално. Па срекно, ете, до септември се сега слободно од такви активности. Антонио, кој е твоето прашање, што на тебе ти се падна? Ние не сме целосно распуштени дома. Едниот е распуштен, Така. другиот уште му трае школската година. Значи, мене најлесното прашање, кој дел од денот најмногу го сакате и зошто? Значи, без збор, мене утрата ми се најдобри. Не сум некој човек што многу сака да станува рано наутро, ама така ми е некако биоритамот навикнат. Тогаш ми е некако најтивко порано кога бев повеќе посветен на трчањето, трчав исклучиво наутро. И сега ми е најубаво да станам додека уште никој не е буден, да си пуштам музика, да пием кафе, можеби да гледам некој видеа. Најубав ден затоа што никој нема јавувања, нема пишувања на телефон, нема ништо. И некако ги ценам тие неколку часа тишина. За себе. За себе, да, баш. Така. Тони, вашето прашање? Најлесното? Кој е најголемиот ризик кој сте го преземали, дали вредеше? Ама како ви се падна, еве, сами си ги биравте прашањата, ама И таа точно. последното. Добро, во суштина е многу добро прашање. Јас сум еден од оние што не е дека не треба да се ризикува, но треба да се има пресветен ризик. И јас сум еден од оние кои што сметам дека треба да направиме се што можеме во делот на превенција. Бидејќи точно во се што правиме има ризик, има и добра, има и лоша страна, може да има аутпут ваков или онаков. И менаџирањето со последиците понатаму е полесно доколку имаме подобра превенција. Значи да имаме добра подготовка, да знаеме, да бидеме способни, да имаме доволно знаење или подготовка во однос на кои работа што се направи и едноставно ќе бидеме спремни понатаму да производ. Што и да се направи, ќе можеме на ноги да го дочекаме истото. И дали вредеше, не сум да големи ризици, но доколку е пресметан ризикот, доколку бидеме подготвени, доколку знаеме со што се соочуваме, доколку се свесни во што се впуштаме, да, секогаш вреди. Но сепак акцентот е на превенцијата, никогаш не е на самиот ризик, бидејќи само она all-in што го велат, не е добра варијанта. Може вие ќе имате среќа еднашка, но веќе вториот или третиот случај сигурно ќе изгубите. А животот е таков каде што ќе бидеме во континуитет исправени пред предизвици. Еден ризик не е ниту почетокот, ниту крајот. Ние треба да го живееме животот спремни, подготвени за она што ќе
со кој што ќе се соочиме. И конечно, кажавте и гостите на неколку работи, не се ние сами. Да. Нашите чекори, нашите деспи оставаат и слика или трага во односи на нашите Треба да се биде потомци, храбар, така, но не по секоја цена. Апсолутно, да. Така. Добро. Сега можеме да од Рижа да ги замолам да ги погледнеме фотографиите, да започнеме од дамата, да видиме што Елеонора ни одвоила од фотографии или нешто што би сакала да го сподели со вас. Ова е, верувам, некоја едукација на која што си горда. Другото се одлучив, нели, согласно времето што го имаме, за да може да се заедно нешто да се збори по прецизни повеќе. Ова ми е последниот сертификат кој што ми е исклучително битен. Новата академија на ГУАМ, која што се подготвуваше цели 9 години, која што е одобрена од Универзитетот во Болоња, и е со исклучително висока котизација. Имав чест минатата година, веќе сум овластен едукатор за ГУАМ повеќе од 11 години. Тука ги држиме сите тие обуки во спа-центри, во еминентни и престижни салони низ Европа, меѓутоа Evolution козметиката е тоа што направи нешто посебно и искрено ми беше исклучителна чест да бидам дел од тој тим кој што сме 11 луѓе. И функционираме како тим, во тој тим има и нутриционисти, има и физијатри, доктори кои што си има дерматолози. Тој е еден цел тим и ова е еден сертификат кој што е баш висок и престижен. Добре. Ова е нешто што се постигнува со третмани, ова се стри. Ова се стри, да. Често пати луѓето прашуваат дали може да се користат одредени производи во бременост. Не случајно ја оставив оваа фотографија. Многу треба да се внимава во бременоста, затоа што единствено сме да се аплицираат производи кои што се препорачани од вашиот матичен гинеколог, вашиот матичен лекар или дерматолог секако, и производи кои што се одобрени, значи со сите возможни сертификати кои што постојат, затоа што е најделикатната и најспецифичната состојба за да може да аплицирате. Апсолутно да, постојат производи, меѓутоа не треба да се експериментира од типот дома ќе си ги смешаме етеричните масла па ќе ги ставиме во не знам ваква или онаква база. Напротив, треба нешто кое што е проверено, сигурно и сертифицирано за да може да го аплицираме, истото да има и бенефити, да има превенција за стрии, меѓутоа и да не дојде до никаква контраиндикација. Така. Добро, одиме со следна фотографија. Ова се промени кои што се прават на телото со производите на ГУАМ, кои што се комплетно органски. Преска, напоменав, има разлика помеѓу природна и органска козметика, значи воопшто нема ниту една вештачка хемиска состојка во производите. И може и зошто се решив да ги носам? Затоа што по толку години работа во Европа, единствениот бренд кој што даваше исклучителни резултати без да постои оној јојо ефект назад беше токму ова и буквално беше борба за да се донесе долго време. Промените настануваат со правилно детектирање на производи. Исто е како се исхрана, исто е како со се. Има голема палита, меѓутоа за било што да се работи, дали тоа е исхрана, дали се тоа третмани, мора да се внимава што и како се аплицира на клиент согласно неговите потреби. Така е. Ништо не е универзално. Вака изгледаат некои обуки. Вака изгледаат дел од обуките, да. Се учи техника на масажи. Апсолутно се учат техники во согласно со кандидатите. Значи многу е битно за каков тип на масажи ќе се одлучат за да може тренерите да ги стават нели во таа категоризација, во таа група каде што се изучуваат. Овде се има слики кои што се каже што паралелно се работи третмани на лице и на тело. Третманите на Evolution секогаш детектираат одредени проблематики, значи овде конкретно кој ова девојка се работи лимфна дренажа затоа што има хормонален проблем, хормонален дисбаланс и се работи лимфна дренажа и се работи третман за куперозно лице, кое што е екстремно осетливо. Така, има најразлични други состојби кои што без разлика каква здравствена состојба имат, но и тие луѓе може да посетуваат спа центри, да се негуваат, само треба да нели се биде внимателен, да се знае дека кадрот е стручен, дека знае. Најбитен е тој протокол за безбедност, условно кажано, заради тоа што ако се, еве пример, доколку се аплицира на луѓе кои што имаат инфламирани вени и капилари, производи кои што термички загреваат, ние ќе направиме сериозна инфламација и проблем. Многу е битно да се конкретно да се таргетира што и како е потребно за тој клиент. Секогаш програмите и третманите се индивидуални, затоа и овде практикуваме
Немаме, сакам да купам, во ред купете си го. Секогаш има консултации кои што се бесплатни, за да може на тој човек да му се предочи што и како му е потребно, а потоа одлуката е нивна дали ќе сакаат да започнат, дали ќе сакаат да купат и слично. Меѓутоа секогаш е фер да се каже и професионално да се каже што точно и како би требало за да се постигнат они оптимални резултати, при тоа да нема никакви контраиндикации и да го заштитиме клиентот од секаков аспект. Така, еве овде е уште една фотографија од тебе каде Ова е последната посета во Италија, каде што искрено Вирче не знам ни зашто сум ја пратила, меѓутоа така веројатно ми се кликнала, а е баш една весела презентација неколку часа пред лет и враќање во Македонија, каде што се презентираа нови производи конкретно за дренирање. Па да, тоа е твоја пасија, да кажем, и она што ти го работиш, треба да бидеш горда на тоа. Јас секогаш имам една поговорка која што ја паметам од татко ми, која што вели работи го тоа што го сака, за да не мора никогаш да работиш. Така е, да. И апсолутно е така. Да. Добро, одиме со фотографиите на Туни да погледнеме што тој издвои. Малку имаме фотографии кои што се шарени, ајде да ги наречеме, некои се работни, некои се приватни. Ама вие што се вадиле? Добро. Ова нешто е, да, работно, предпоставувам. Во Европарламентот е тоа дамне. Добро, ја ова се мислев за ова, бех еднаш кај бев и стакнавме повеќе работи и од животот како се развивали работата. Да, има, тука се фотографии. Овој пат кога се размислувавме за да биде, може и другите да ги поминат меѓу време. И од стотици фотографии што ги имав на преби, затоа и реков на сопругата, викам одбери неколку што ги имам. А ова е НАР конференцијата со колегата Петар Варков. Прекрасен е настан, многу важен оваа година беше. Да. Овој настан да сакам да го важен е. И навистина да воспоставиме контакти, да промоција за државата, имавме можности, многу научивме, прекрасен настан. Овој пат и реков на сопругата извади неколку фотографии од што ги имам од децата. Бидејќи од вакви настани што ги имаме премногу, ги губиме оние моменти кога можеме дома да ги споделиме. Не е дека треба да заборавиме и на работа, и на кариера, и на све, но едноставно да можеме да ги искористиме оние моменти малку што ги имаме да ги поминеме со своите. Така. Тие се бесценети и не се повторуваат, тоа е многу важно. А за надградбите сигурно ќе можеме. Добро, што имаме друго? Одиме со следната фотографија. Нема. Толку. Не. Добро. Ова е многу интересно. Ова беше несекојдневно искуство. Ова е мојот драг пријател Борше. Он има една, баш како што рече Елеонора, една пасија која што му е работа, која што навистина ужива да ја прави. Имавме можност, ова е во близина од Охридското езеро, неколку балони има. Не се годено искуство, навистина се дигна до горе да може цело езеро на дланка да се види. А коштичка е толку колку пола од маса. Да. Има и навистина не се годено искуство, прекрасно беше. Да. Ова е многу важен момент. Овде падна на овој ден еден многу важен договор, кај што со ќерката решивме дека 2 пати месечно таткото и ќерката ќе поминат некое време заедно. Ќе дискутираат на тешки теми, да. Наредниот месец свативме дека имаме потреба од анекс на договор, тоа да биде бар 2 пати годишно, но со услов да често ова дискутираме и тоа така се придржуваме до истото, да. Добро, успевате да се придржите на договорот. Супер е. Ова се оние моменти што ви реков дека се бесценети не се враќаат. Дор беше малечка. Затоа јас сум сибична за викендите, како што кажав. Може требало друго джемперче да облечам тогаш, ала добро. Исто, од некој настан кај што така, треба да се посетиме, треба да не ги забораваме никогаш. Сега е голема веќе, 16, полни 17 ќе направи. Значи тинејџерка, Sweet 16. Ова е интересно, да. Знам зашто ја ставивме стиката. Јас говори не пишувам, многу ретко читам од говори. Иначе две опции се така, обично колегите некои ги збори, најчесто правам неколку тези концепче, неколку контратези така настапувам, но препорака е многу често да пресовите на пример да се чита и на некои случителни моменти кога треба дословно се пренеси пораката, да се напише, говори, да се прочита. Ова беше еден таков момент, е многу важен настан со општинскиот што го направивме. И супер помина, луѓе, убава енергија, така натаму, заврши све.
И на крајот, тука седеме и ми вика сопругата, ми вика, па добро, ќе беше подеднакво добро да си го кажеш во твој стил. Однака си заспеав неколку минути. Така, добро. Ова ни е Маци, а би требало да биде и Нами. И овие две зверчија, значи, го права животот. Би требало да не ослободат од негативната енергија, ама некоја ќе си степаат низ дома, па ќе не наполна со негативна. Али се прекраси, они ни се како дел од семејството дефинитивно. Она е веќе постара, ама така, знаат да направат. Не оште. Така, ова мачето го видовме и убаво спие врз тебе, кога што примете, Фили? Секаде спијат. Секаде? Некој знаат да изненадат. Така е, добро. Ајде да ги погледнеме и фотографиите од Антонија, да видиме што тој ќе сподели со вас, почитувани. Ова е фотографија во Ватикане, значи бевме на... Зошто ја издвоив? Бевме во Рим 2020 година и интересно е што тогаш таму се зборуваше за нешто за ковид, некоја пандемија од Кина доаѓа, меѓутоа ние нели како туристи многу не ни интересираше тоа. Да. И само по 2 недели од овие фотографии веќе Италија беше затворена и се случи тој хаос што се случи. Баш нели Италија беше првата на мета. Така, да. Нели и оваа фотографија кога ќе ја погледам баш ме потсеќа на тој момент колку беше убаво живо во Рим, се сеќавам дека температурите во јануари беа некои, не знам, 16 степени сигурно. Да. Луѓе се шетаа по улици и не ми се веруваше колку сосема друга беше сликата после 2 недели еве од оваа фотографија, Да. оваа е меѓу последните направени, Так. затоа што во Ватикан последниот ден бевме, имаше многу гужви и тогаш успеавме да најдеме карти за влез и слично таму како беше, не се сеќавам. Така да, оваа слика и ситуацијата после се разликуваат многу. Така, затоа треба да ги користиме моментите. Так, Не дека да. треба сега секој ден да го живееме како последен, зашто дали ќе има утре, меѓутоа да ги искористиме моментите Да. кои што ги имаме. Така. Ова е во Турција, нели правиме муабет во Турција, секогаш услугата е на ниво. Да. И ова ни е сликано од една годишнина, ова е сопругата и моите синови, само тука се доста помали. Таму кога доаѓате може да се пријавите во тој хотел, да се пријавите дека имате нешто прослава годишнина, додека престојувате таму во хотелот и они ви изненадуваат со торта, со прослава, значи они ви организираат комплетно како дел од услугата на хотелот. Да. И ние го пријавивме нашиот датум годишнина слававме овде. И ни направија торта, ни рекоа, земете си ја, додуша ние кај ќе бевме некаде при крај, веќе со одмор немаше што Да. да правиме, па ја поделија на гостите. Така, да. Меѓутоа моментот, услугата, сите келнери да ни пеат, Вниманието вниманието кој што- беше навистина посебно. Да. Ни навистина. Така што знаат да примамат туристи. Да, навистина за туризам се и треба да се учи од нив. Да. Вака ова е поврзано со мојата прва професија како радиоводител на Антена. А па колега. Да, јас ова е на некој настан фестивал кај што настапува, мислам дека Red Hot Chili Peppers беа главни тогаш и на фестивалот, меѓутоа Грин фестивал. Бев на тој. така Во Инџија. баш така, ето добро, јас се не сеќавав, ние бевме по шаторито дека таму сме сликани. Кој забавно. Таму сум сликан и беше интересно што мислам дека тогаш организаторите им пријавиле помалку гости на Red Hot Chili Peppers, толку беа лути на настанот што додека ние у публика уште викавме ајде уште Така. нели сакаме уште, они веќе беа на пат на кај хотел или што беше. Така да знам дека беше прежешко, во јуни месец беше прежешко и ете тоа е тој момент. Ова е моје прво фотографирање за некој магазин, мислам дека беше Теа Модерна, не постои сега. Во периодите кога испробував со исхрана, со веганска исхрана и слично и имаше и мои рецепти тогаш, дојдоа дома слика за рецептите и Так. затоа издвоив оваа фотографија, ме потсеќа на тој период пред некои 10-15 години. Ова е некаде на водно, ја одбрав фотографија затоа што ми е омилено одењето на водно, посебно за викенди и посебно рано, Така. баш рано наутро, затоа што Кога тогаш се будат да, природата и нема гужва. Знам дека кога се враќам обично, сега додуша сум направил поголема пауза, меѓутоа кога се враќам обично тогаш почнуваат луѓе да идат многу е гужва, деца. Особено во пандемијата стана доста актуелно. Да, посебно беше Повеќе актуелно од она одењето, да. претходно кое што Ама беше. рано од Сабајле никогаш немало гужва, така Да. што најубаво е на водно да ходи тогаш. Да. Така Се сум на согласувам. бабина патека, мислам дека е. Да, ова е, ми се чини пак од Рим, исто фотографија, еве, ова е мала фреквенција на луѓе што е фотографирана во позадина,
толку беше, мислам дека ова е стариот дел на Рим, кај што поминавме, не знам колку ме болеше грбот, значи од толку многу чекори што поминавме тој ден. И беше едноставно многу убаво. Штета што после тоа се срушија сите тие спомени нешто ги имавме претходни представата за Рим. Овдека сум ова е во Египет пред некоја година сликано. И одбрав оваа фотографија затоа што да ги предупредам сите што ќе одат во Египет да си знаат дека ќе се завршат или со вирус или со некоја бактерија. Ние уште кога влегувме во хотелот ни кажаа дека 90% од туристите загарантирано закачуваат или бактерија или вирус или слично. Јас се реков нема шанси јас да сум тој. Нормално уште третиот ден ме фати и тоа баш на одењето на ке пирамидите и на ке Каиро. И овде фактички сум во многу лоша состојба. Не можев ни да стојам, а беше прежешко. Околу пирамидите имаше многу луѓе што бараа да ве сликаат, па да им платите за тоа, малку и досадни, така да едно покажува сликата, а позадината е сосема друга. Внимателно кога се оди во Египет. Внимателно, не? Да, ова ми е од првите видеа што сум ги снимал, ова е веќе кога веќе привршив со испитите на факултетот за нутриционизам и кај роднини, така, почнавме само иницијативно да снимаме, решивме прво да правиме YouTube видеа, меѓутоа сватев после дека YouTube видеа да се прават е доста покомплицирано отколку овие кратките. Додуша ова е дека 2020 година, тогаш почна во подем да стануваат видеата, уште не беа толку актуелни и YouTube беше некако најдобра верзија. Тие стари видеа уште ги чувам, уште ги има на мојот канал, може како ајде да јадеме да се најдат и да ги видат луѓе, нели, доста се аматерски снимени. Меѓутоа имаат некои 1000 и кусур прегледувања што за канал што него ни промовирам, тоа е сосема добро. Да. Така да ова е атмосфера баш од тоа снимање, од првите снимања што воопшто сум ги направил и пред камера. Макар што било приватна атмосфера. Така, да. Туни, каков човек сте ви? Дали сте утрински, попладневен, со оглед на тоа... Ранобудник сум, да. Ранобудник сум. Собранието некако има различни работно време. Официјално ние сме во постојано заседавање. Така? И тоа што има некои денови порелаксирани како денештиот, неспорно, но исто така како мината на недела целата што помина, си останавме до после полноќ, половина час, неколку дена до 10 навечер. И на страна од она што се гледа вака пред камерите на пленарните седници на комисиите, сериозни активности се помеѓу. При подготовката, спремањето пред комисиите, комуникацијата со колегите, припремите и така натаму. Но генерално некој терк на живот се изместува. Ако сте имале некои навики преходно, не знам, дали тоа ќе ручекот најмногу страда, тоа ми е многу жал, она што не се скрати преходно беше како навика, што и да се случи за ручек се сите дома. Сега баш тој период сте на работа, но генерално се прилагодуваат. Тоа е. Така, тоа е некој ритуал нашите генерации, особено со кои што се растени па за ручек. Слабни генерации. Слабни генерации. Спомнавме, тако е времето што измеѓу не е само работата, туку и многу средби, морате да бидете во контакт континуиран со не само со вашите сопартици, не само со опонентите, треба и со граѓаните да се биде во тек што е потребно да се направи, да се најде решение, некој да се изслушаат луѓето и така натаму. Некојаш зема тоа многу енергија, но генерално ако исполнува работа, како рековте вие, никогаш нема да работи. Ето така. Тој што си ја сака работа, никогаш нема да работи. Да. Еленора, тешко ли да се најде кадар кој што ќе сака да се едуцира, нели, за да стане компетентен во она што да го работи и да се развива, да оди напред, пошто и овој занат е секако доста баран на пазарот. Едно болдирано екстремно, многу би рекол. Не само во Македонија, ова е глобален проблем каде што секаде е веќе дефицитарен тој стручен кадар. Буквално секоја земја го има, нели ние знаеме да речеме во Македонија имаме дефицит на кадар бидејќи луѓето се иселуваат, верувате секаде се случува истото, но пак ќе се надоврзаме на таа реченица кога коментираме со колегите, многу лесно се обучуваат луѓе кои што се дојдени затоа што сакаат и при тоа сакаат тоа да заработуваат и луѓе кои што сакаат едноставно да научат зашто мораат за да заработуваат. Многу се различни во однос на капацитет и понатаму како напредуваат во кариерата. Оние кои што го сакаат тоа што го работат, пак се враќаме на поидовното. Да, и оние кои што основа за нештата. Јас кога почнав официјално да ги носам призовите, ги почнав со еден
Со една прекрасна енергија. Собственикот ме праша што е најбитно. И јас реков, ме праша дали се тоа пари, што јас реков страст, затоа што тој е основен двигател. На тоа едно зборче, и јас сум тоа што сум денес, нели, така сакал Бог, така сакал универзумот да нештата меѓутоа секогаш се исплати она што е страст и љубов. Се останато е награда за тоа што ќе го заработиме, па ќе бидеме и платени. Така, Антонио, дали нашава нација е послушна кога станува зборете за препораки кои што ќе ги или па се они си терат, па кога ќе дојдат кај стручно лице, ќе си праша што треба да прави, ама он пак си тера по свое. Зависи која возрастна група ја гледаме. Значи, нашата возрастна група над 40 години се помалку дисциплинирани и потешки со промени, потешки со сугестии. А уште постарите, да речеме 60 на години, докторот како ќе каже и тука завршува муабетот, значи нутриционистот и не е многу битен. За разлика од овие генерации, тие што се 30 и некоја, 20 и некоја година, посебно тие што се во своите 30 години се, мислам дека одлични клиенти, посакувани клиенти и соработници, затоа што прво се доста самите информирани, второ се секогаш отворени за сугестии, и најчесто тоа што ќе им се даде како сугестија, никош не сум бил некој строг нутриционист, како сум дал програма дека морало од А до Ш да се следи или не знам што и да е, значи знаат таа програма што ќе им ја дадам да ја направат своја и да бидат постојано во контакт со мене и откако ќе завршиме со соработката да имаат како да кажам, некои нови стекнато знаења, навики и заклучоци. Така, да, тука ќе мора да ви се заблагодарам за вашето гостување ова утре во Здрава Македонија. Се надевам дека беше убаво искуство, дека убаво си поминавте, дека ви посакувам секако успех во она што го правите, како повторно ќе се видиме за убави работи.